Добре дојде во Магична сцена за Весна Петрушевска. Здраво, Весна, добре дојде. Добро те најдов и добре дојде тука. Овдека се снимаме во школото кај Весна, многу убаво. Драма, не знам таму што пишува, школа. Пораки од Горан Стефановски. Да, добри сме, супер сме. Маска од кај ти е? Од Ла Перла. Ми падна мојата и ми даде докторката маска, да не се шетам така. Исто долниот веш и ова ти се Не, па да се обидувам, да, се да е така фино црно, ти сме во една таква траорна атмосфера. Каква траорна шо убав настанивавме вчера? О, да, најубав, да ти кажам право, едва чекав прво да се појавам, второ, тоа беше standing ovations, супер беше, и имав толку пораки стигнува, не знам, ова нам ни требаше, да се растеретиме, да се насмееме, па и мислам и дека заборавивме да се смееме. Жена ми за 50 и роден ден требаше да одиме во Санкт Петерсбург, па гледам отидовме. О, шубава дестинација. Многу убава дестинација. Па ти си некој романтичен фраер. Многу романтичен фраер, ама џаве Весне коронава, сечи беси. Ни свет, не знам, до прилеп едино можам да ја однесам, да ја утешам. Како и тоа е нешто? И тоа е нешто, Да. не е лошо кој летово сакавме пак негде да одиме, па изгледа до Албанија, ако не пуштат и до Албанија. Па мислам дека и грците ќе пуштат, само што ќе Викаш? биде 3 пати поскапо, да. Ќе пуштат и грците. Де Мексико ќе фатиме. Мексико ќе одиме, Дубај. Дубај. Абе, што да е нешто негде, да се појди до негде. Кога доби идеја? Оф, јас го работам, за школата ме прашуваш? Јас ја работам школата, па со прекини од 2006. Ова е веќе 6-та година како не сум застанала. И мислам дека е единствениот легитимитет кој што можеш како актер да го оставиш на младите генерации, а да не е флоскула. Значи, нешто што можам јас да направам за нашите деца е тоа да ги приберам во една актерска школа и да зборуваме, да работиме на говорот, на сценските движења и на драмски текстови. Фасцинантно е кога ќе слушнеш како 6-годишно дете ти говори текстови од Горан Стефановски. Значи, навистина е фасцинантно, ама тоа е многу работа. И не е само, знаеш, со работката со Дајте музика имавме нели 2 сезони, дај Боже да има уште повеќе, но идејата е од овие деца да бидат една база на школувани млади актери кои што ќе играат како што веќе играат во филмови, серии, реклами. Тоа ја што има визија пред 10 години, да има школа актерска каде што нема да бираат, не знам, кастинзи нема да прават како што ќе им текне, туку да имаат еве една база и продуцентите, и филмските, и телевизиските режисери, и режисерите на реклами. Да не барат на друго место, Па да, не, да си имаат просто професионален избор. Е тоа беше мојата идеја, да се крене и да се работи многу, но да знаеш дека во оваа актерска школа многу се работи. И е тешко, напорно, но е многу благородно. Знаеш дека твои колешки повозрастни, па и поневозрастни имале и имаат, може би уште, школи такви. Се сеќам на Афродита Киријаковска, таму одеше Атанас од театар комедија и кога и да се сретнеме, вика, дали се сеќаш како дете не снимаше во Магична сцена, викам да, се сеќавам, како не. Да, имаше едно време, мислам дека се пензионираше Афродита. Ама мене ми е сосема друг методот, знаеш, јас работам... Не, друго сакам да кажам за Афродита. Значи, Афродита престана да е глумица за себе, таа си беше само за детски представи. И пишуваше и правеше. И пишуваше, дури сум играла во една нејзина представа заедно со Маџиров. Со Игор Маџиров игравме по едно 6-7 представи дневно пред Нова година и тоа е баш онака едно исклучително... Знаеше да пишува, многу беше талентирана за текст. Баш знаеше да пишува детски представи, знаеше и сама изработуваше костими. Многу вредна жена, многу. Ама за себе како актерка не? Не се посвети, но јас сум па добро, затоа знаеш како треба и да си многу амбициозен и многу треба да вложиш во себе, ја тоа го правам постојано. Значи, јас не се откажувам никако, тоа е исто као да си на резервна клупа за време на утакмица. Да. Јас не секам да сум резервна клупа.
Јас сум си првенец. Ти сакаш прва да си Така е, стална. и сум. Ма ти види, ти кога влезе во театарот сакаш да си прва и прва беше. Да, и остана. И остана. Каде ме немаше ја Не, сега не. или прва или крај. Да, мислам дека оваа професија треба или да ја работиш до крај, како што треба, прв исполнителен, или не ја работи воопшто. Сега, знаеш, затоа кај нас има во театар неколку, а и не може сите да се на првата линија, и тоа е многу нормално. логично и реално. Не беше задоволна некојаш ако ти даја споредна улога или мала улога? Стално бараше да си прва? Па не, сум играла јас. Епизоди ми биле онака баш ми биле гуш, задоволство. Ама ти гледаш дека и последниве години, еве со Игор играме брачна игра, веќе 4-та сезона. Предбрачна игра чинам играв уште во 2-3. И еве сега оваа година заради короната си ја играм Влезине се соблаке, каде што сум сама на сцена. Има во мојот матичен театар во МНТ ќе прават 2 камерни представи. Влезене со облаке сега играш на голема сцена, така? Па затоа што се распродава за 5 минути. Според протоколи, другиве што играат, знаеш како на на мала сцена ја играв и јас секако кога беа нормални услови, но сум играла и во пред короната на голема сцена, секогаш било и галерии полно, секогаш. Види, јас никогаш не сум имала проблем со публика. Значи, никогаш не сум имала проблем дали ќе ми бидеме на празни. Мене секогаш ми биле полни салите. Се сака публиката. Да, и јас си сакам, тоа препознава. Се препознава тоа. Но е убаво кога, знаеш како, театарот е за публиката. Не е обратно. Во било кој смисол на зборот треба да разберат дека театарот е нешто кое што е тука за да не одмори, за да биде коментар на нашето секојдневие, да биде критизер на нашето секојдневие, знаеш. И мислам дека тој аспект, барем до сега не сум подклекнала, секогаш и знам и министер како го игра во времето кога не може многу работи се споменат, јас ги зборував. Нормално преку текстот на Нушич, и тоа ден денеска. Министерка леле колку беше среќна кога се постави. И се уште држи рекорд на продадени карти. Ти беше најсреќна, тогаш мислам дека немаше посреќен човек од тебе. Ми викаш, леле, сега министерка игра, ви тоа ќе. И навистина беше представата 150 доживеа. од почетокот, со сонговите, од преубаво нешто. Како се викаше пеачката што го пееше почетокот? Алиша Диксон нешто. Така е, да. Таа се во жирија е нешто. Да се во жирија. Марија Лишо, да знаеш ти од кога ли сме те заборавиле како се викаш? Навистина сме заборавиле, леле. Не, па сега, знаеш, има нели акција да се купуваат седиња од македонски изведувачи, што е супер. Па се сликаат нашиве политичари. Ја имам министерка, уште 100 седиња, без пари ќе ги подарам, нема проблем од музиката. Те нервираат политичариве што се попознати од вас? Ужасно. Ужасно, затоа што прво... Знаеш дека тие ке учеле глума, тие многу добри глумци, вие треба однев да учите глума, не тие од вас. Они се добри фолиранти. Да, тие не веруваат во тоа што го зборуваат и народот препознава дека, знаеш како, на глумец или му веруваш или не му веруваш. Па и тие кои ќе се појават, јали позиција, јали опозиција, или им веруваш или не им веруваш. Јас искрено одамна не сум слушнала некој политичар на кој ќе му поверувам. А инаку ме нервира ужасно што се тие главни ликови на насловни страни, на сите портали, на сите дебатни емисии, утрински, попладневни, вечерни. Тоа е една таква болумента од ликови. Сите... Колку убаво говорат македонски јазик? Па мислам дека извонредно лошо говорат. Не посветуваат, а иако е година на Блаже Конецки оваа година. И нашата представа, актерската школа, ќе има премиера, би требало да има во крајот на април или мај. Јас мислам дека, знаеш како фасцинантно е кога беше Клинтон председател, да речеме, тој објави дека чита една книга неделно. Обама го потврди истото. Ова е само, знаеш, јас мислам дека нашите политичари генерално не читаат.
Некако не сакаат сами да си купат карта, влизница за в театар. Некако не им одговарам. Тие знаат да читаат. Па веројатно ги научиле нешто попат. Но, знаеш, јас одамна не сум видела некој политичар... Знам дека не знаат да акцентираат. Знам дека немаат појма со акцентирање. Па добро, тие два го читаат текстот, што ќе им го напишат пиар службите кои што се и вака и онака штури. Кога слушам некој таков пиар текст, точно знаеш дека е срочен за да заврши работа и тоа е многу долго за читање и не го чита публика, нели? А згора на се што тука читаат наслови. 80% од народот чита наслови. Ќе прочита наслов и тоа е клик, нели? На порталот ќе кликнат и толку. А друга тема е што порталите не посветуваат воопшто на јазикот. Еве, пред да почнеме, ти ми кажа што работи твојата супруга, лектор, окей. Еве, ние немаме, не постои. Таа професија просто не постои. Во телевизиите обврзно треба да имаат работен лектор. Не знам дали го има тоа и дали го почитуваат тоа. Кај нас театар има. Значи, негувањето на јазикот е негување на сопствената личност, на сопствената култура во себе, на сопствената љубов кон себе. Затоа што ако не знаеме да го говориме нашиот македонски јазик, нема ништо да знаеме да правиме понатаму во животот. И затоа е исклучителна важност да го негуваме нашиот македонски јазик, кој што е извонреден. Знаеш како, јас ги учам моите деца на Петар Андреевски, на Блаже Коневски, и тоа е извонредно кога ќе слушнеш ти како една деница ја говори дете. Нема поголемо богатство. Зошто да речеме англичаните го говорат Шекспир, нели има Шекспир за деца од 5 или 6 годишна возраст? Зошто данците инвестираат толку во актерска игра конкретно од најмала возраст? Сите скандинавски земји, нели? Мене сега ми е Данска во памет затоа што Мац Микелсен ми е најголемата љубов. И мислам дека актер во светот во моментов. Така да Ги гледаш сериите, има еден куп. Море какви филми. И филмови. Тоа данската кинематографија е магична. И знаеш, се мислиме дека муабето дека целиот фокус само нам ни се случува. Како да немаме прозорчиња па да зирнеме со главчињата надвор дека и некој друг свет има. Знаеш, се е тука, се е на секој ден ни се политичарите на вести, на дебатни емисии, па ги гледаш колку е спуштено нивото на дебата. Како тие разговараат пред камери, па ја не скам никого да навредам, ама на пазар се многу културни луѓе, тоа што ќе ти продадат Макдоналдс, зелена салата и морков. Тоа се фини, културни, воспитани луѓе. Ова што го гледаме како клик, нели, да земеш да гледаш на телевизија е многу поразително. Па вклучи веднаш N1 да речеме, таа српската телевизија што е испостава на CNN, па друго е нивото. ХРТ вклучи, друго е нивото. Кај нас е, ако може што повеќе да викнат, ако може да удрат на маса, ако може повеќе да ти вознемируваат, тоа се, јас би пишала пред секоја политичка емисија или дебата вознемирувачка содржина. Те вознемируваат кога ги гледаш. Не ти е добро и после тоа веројатно треба да пиеш некој Хелекс, некој Мендилекс, нешто така треба да пиеш за да се средиш и да ти биде рад главата. Па да, мислам, види, ја после, секогаш кога гледам некоја политичка дебата, треба да читам. Така, сакаш да прочиташ. Не можеш да дочиташ. Ти енергијата, ја мислам дека преку тие точките ти пренесуваат и енергија и начин на живот. Ги гледаш во истиот момент, кој им е ставот во животот, што кажуваат, на кој начин ги кажуваат нештата. И многу не потепаа со дефокус, знаеш. Еве една работа да тргне, нечеки се друго ќе направиме. Си изнагледавме пресконференции пред јавни обвинителства, што не е воопшто лошо.
Ако сме правна држава, треба сето да заврши, нели? И да не остават ние, што се бавиме со бавите нешта во животот. Затоа што па на крајот на краиштата, знаеш, не, кога ќе рече некој, ние мора да мислиме на нашите млади генерации. Мојот син наполни 16 години и ми рече, јас едва чекам да си одам од овде. Значи, не, тоа дека јас не сум узборувала, тој е раснен во театар, тој е раснен со мене, тој работи во смисол на тоа дека целта му беше да си оди од овде. Добро, сега да, тој има татко во Америка, кај татко му си отиде, не е дека... Да, не е на улица. Да, ама концептот му беше да не остане тука. И сега, знаеш, себично... Ќеркате? Минче сега за сега е во добра школа, во алгоритам учи. Но и како и сите деца се прилично изфрустрирани и психотични затоа што е онлайн, нели? Немаат овие генерации повеќе не се дружат, немаат комуникација на ниво на кое што треба, како развојно ниво. Јас тоа го гледам секојдневно. И ова е можеби школа каде што е единствено место каде што децата комуницираат на Какви се децата? од 5 годишна до 17 годишна возраст. Има такви класи, има неколку, по 10 се во група и си извонредни. Мислам, ова се деца што доаѓаат и по неколку години. Ако имаат овие по 6-7 години, они доаѓаат веќе две, од 5 години доаѓаат. Кој ти помага? Вики ми е продуцент и на сите проекти досега и е директор на школата и ја води нашата продукција КМК, на која што сум особено... Поздрави, Ки! На која Те што сакаме сум- многу. Да, на која што сум особено горда, затоа што не можеш без човек, без партнер во ниту еден бизнис не Ама можеш и таа е опасна, Вики е... Струја! Струја е, таа е... Без гајтан. Без гајтан струја. И таа ми е, не ми е само деловен соработник, туку ми е фамилија, сестра ми е, мислам. Така да без таков човек не можеш да обстанеш во овие луди времења, особено кога се работи за жена. И имам и две девојчиња кои што... Ти не си жена, ти си женска. Многу ти благодарам. Имам две асистентки кои што се мои ученички и ги држат вежбите Анастасија и Јована. Тие се, тоа сме тимот. Дечков си нека? А нема, не прашај, тоа е забрането се. Да. Значи нема, тоа нема. Продуцентот не дозволува. Продуцентот е многу. Мажена е гајлија. Да, таа, ама и стрикно не сме. Да Не, ќе ме дефокусира тоа. Така да не можам јас, ами немам време. Немаш време, Душич. Да, па немам време. А знаеш како, и си помислувам, велам, ама и да ти кажам искрено, никој па ништо не прави некој другата. Не. Се плашат, си викат... Многу сериозно ме разбираат. Да, не тебе, продуцентка, вика ќе не пресечи, вичи да не одиме. Не може, до неја не можеш да стигнеш, па камо ли до тебе? Да. Нема, таа сечи одма. Кажи ми, колата ја најдовте, знам да. дека ја бараш преку Евана таму. Не, тоа Евана е после. Ја најдовме, трчавме со Вики. Едно попладне. Вики ја фрлија? Да. Не тоа за водици, рековме дека ќе фрламе секоја година наместо крст, фрламе по една кола, да, барем да знаеш зашто се фрлаат, знаеш. Заврши таа приказна, се надевам дека колку лошото... Не, види, ја тоа зборувам и во влези не се соблака. Јас се што требаше од редот, поминав. Значи, само една работа не сум направила во животот, тоа не сум снимала порнофилм. Ама добро, некад не е касно. Никогаш не е... А инаку се друго што можеш да замислиш дека може да се случи во животот, се ми си има случено и добро е што се уште ми врви умот. Ама што така да го сватиш како дека треба да се случи, за нешто подобро да дојди. А така, ако мислам, ќе треба и јас со секолата да се фрлам. Некогаш да. Се откри кој ја фрли колата? Не. Нема да се открие. Па што ќе се открие, па тоа за колата моја глупост. Во Прилеп, старата куќа, ние си одиме за викенди некогаш, на 4 месеци еднаш. Влегуваме внатре, се превртено голема куќа, огромна, барале пари, не знам со кој ум дека мислене дека сега ние во Прилеп ќе ги чуваме парите. И пријавуваш нормално во милиција. Доаѓаат 7 души, нешто гледат, се вртат, викам Записници. Записници, абе не знам шо. Ништо нема да заврши работа на крај. И викам на крај ќе откриете кој е. Ќе ви јавиме и така мислам. Интересно. Да, ништо нема врска, нека
Нека остане на тоа. Нека остане на тоа. Да. Вардар што не има, па една кола. Вардар и Врбине уште ги држи, остаje ти таа работа. Која ти е омилена врба? Третата, кај што застана джукот, да. А таму на врбата ти да. Да. На врба застана. Се најде. Подлабоко коце, добро е закопал таа врба, овие други оваа стои уште и кој, затоа што кој ќе не е надојден Таа е Вардар. Љубе, таа е Вера Нада, Љубе, така се. Така ли? И па кога не е надојден Вардар, се гледа така едно брденце, како кога сме правеле песок, кофички замоци. Таква е врбата, таа кај што застана. Да не беше врбата на ова на извор негде ќе најдевме. Да, бе, во Грција ќе најдеш. Зашто да не? Појдеш до Грција. Нема добро покажа, нели, дека може да е пловен Вардар. Точно. Мислам, целиот концепт на ВМРО-вците, нели, со галиите, се покажа. Сега, Галиве, каде нели овен Шилегов, нели, ќе ги тргаше галиите или ќе ги поместуваше, не знам како. не знам, ја го чекам ова, како се викаше, воздушната линија. Нели има и воздушна линија, жичара, трамвај. Јас чекам. Да, бе, ајде, па и кој чека ќе дочека? Така да е глупост. Па сега. Ама добро е кучкаре. Само тоа ми е окей, Да, кај кучкаре? него да е кучкаре. Мислам така како што сум слушнала, сум видела, тоа ми е да дека е кучкаре. И тука може да замижам нешто. А чекај сега да те прашаме за ти, кој ќе ги правиш овие новиве проекти, многу имаш направено. Да. Овие се тепат да дојдат да те гледат? Политичари? Тоа ти зборувам, никој ниту еден до сега не сум видела да си купи влезница. Дали се тепат да дојдат со под... Како не? Нема врска, бе, тие. А кај е МНЦ, кај Драмски? А чекај се, МНЦ таму у центар уште карше до Македонија. И све ти е јасно. Не, ја не сум видела, навистина не сум, нели Вики? Не сум видела политичар на ниту од едните, ниту од другите. Не сум. И супер. Ќе ме урочат. Уште тие да те гледаат. Не треба. Кажи ми на господја министерка, вака ја одвојуваме како едно ремек дело што ти самата си го постави за задача дека морам ја да сум господја министерка и кога ќе ја направам ќе биде досовршено со направено. Секој почет за Мери Бошкова која што беше претходно господја министерка и Па вика дека на 50 години по една да, по една министерка се министерка пеало, се да. правила. Мери не дојде на премиера. Па тоа сега Беше да кажам. лута многу. Ајде ако бевме другарки се. Мери Лута, ти ми кажуваше дека Да. неќе. Не, викам, дојди бе мами да гледаш. Не, само една е министерка. Златна. Таа е, Мери беше една и единствена. Ама убаво е да си во тие 50 години да можеш еднаш ти да одиграш министерка. Сега министеркава ќе трае. Не, симната од репертоара уште од пред 3-4 години. Добро. Брачна игра ни трае. Добро, ама чекај сега, околу министеркава. Знам дека таа беше толку гледана што немаше потреба да ја симнат. Немаше потреба. После беше толку спорувана дека немала, не знам, уметнички критериуми. Да, сигурно, да. Значи, што нема да прочиташ и што нема да слушнеш во наша Македонија, а таа е представа која што секако треба и до ден денеска да се игра и треба нонстоп да се игра. Коментар. Треба да е коментар. Види, Ти, знаеш што се чудам, што ти така лесно го преброди тоа некако. па знаеш како, кога ја симна нивните оправдувања беа на тогашната управа дека немале сега време да се, нели пред секоја сезона, септември треба да се имаше една-две проби за да се врати представата. Значи, после министерка, што ти беше вака најмногу што те мотивираше? После тоа ја направив кој се плаши од Вирџинија Вулф. Те мотивираше исто како Па министерка? после разводот беше тоа. Значи, Ептен беше мотивиран. Да, и потоа и она што највеќе исто сакам да го играме, тоа што го играме со Игор брачна игра, ама сега партнерот ми е многу заљубен и е во Дојран. Да ти кажам право многу навивам за таа врска и од септември Боже здравје која ќе се чувствува подготвен и како принц. Тој сега дали ќе може да игра со тебе? Знаеш дека веќе не знам дали ќе може љубовно да игра љубовни врски. Игор за тоа не, бе, златен, он професионалец. Баш кај јас и тој имаме релација баш на брат и сестра, така да мене ми е многу драго што знаеш, он никогаш не веруваше дека може да му се случи љубов и му се случи. Што е фасцинантно, знаеш, така е целиот омекнат, во комуникација многу подруг. Игорче, Да, многу е по што знам, присутен е,
ама за нештата кои што порано се грижеше, се секираше, сега веќе тоа не му е важно. И супер девојка си фати. Снашката ни е Супер, супер. Сашката е прва лига. Многу ни е, мислам, една извонредна личност, мека, пријатна, фина, едуцирана. Така да многу навивам на таа тема. А Тони Михайловски, еве, пошто тројка бевте? Да, Тончи почна сега. Види, тој има, верувал ти или не, има импозантна филмска кариера. Има снимено 35 или 36 филма. Сега снима исто серии во Србија и баш ми е драго што почна пак со телевизија да се бави, просто да е присутен. Тука он е режисер, нели, на брачна игра. Многу ми е криво што не игра во театар, ама ајде, се надевам смени се смени нешто, да. Инаку да, супер сум со Тончи, мислам, ние сме више, знаеш, другари, стари. Немаме веќе за она што некоја сме се лутеле, што да се лутиме, или просто и се слушаме и си праќаме пораки. Тука сме тројцата. Не врзуваат многу работи. Ти женски другарки имаш? Имам Вики. Освен Вики, таа не ти е другарка, та ти е шефица. Ана, Каролина. Кој ти се ти, Ана и Каролина? Ана ја памтиш една, што беше во вртелешка? Ана и Петар која водеа вртелешка. Ана Антена. Шутиновска? Ја знаеш. Ми излегуваат ликото. Една преубава. И сега ни роди бебе, уште не сме го виделе со тетка Вики бебето и Каролина Гочева. Ние сме Каролина Гочева, да. Ние сме си таква, таа четворка сме си, се гледаме на Вибер, можам ти кажам, година дена не сум ги видела, а освен Вики што да работиме. Сите среќно заљубени, само ти среќно неумажена. Нешто треба некој оджа да идам, нешто да ми најдеш, нешто да ме одврти, жити се. Од таа пуста вртелешка врте, ти го зеде и мозок и се. Да, и уште не се појави таква емисија. Да. Вртелешка колку одеше, неколку сезони, 10, немаш амбиција нешто да направиш такво слично? Тоа збориме со Вики, ако правиме телевизија, прво сакам да направиме детски проект, Baby Show, а вториот момент е, ако веќе сакам да се вратам на екрани, ќе се вратам со формат, со телевизиски лиценциран формат. Не се враќам во импровизации. Сакаш да се дотеруваш, да се облекуваш, да се шминкаш многу? Да ти кажам право, во последно време не многу внимавам сега на квалитетот на мојата кожа. Инвестирам многу во пижами и во патики. Така да одамна не сум се, мислам, јас сум си стално спасирана, ама не сум се дотерала за каде, за до продавници назад. Инаку инвестирам последна година најмногу во патики и во пижами и тоа е фантастично. Да. По дома сите сте во ред, сестра? Минче сме, Маја е во Лондон со семејството и они се, фала Богу, добри. Мајка ми, татко ми си се пензионери, си седат, си се чуваат, а јас и Мина сме си. Куќата добра? Добра е, фала Богу, нивната, нели, мојата е добра. И кученца, имаме 3, така си живееме еден живот. Значи, само уште малку ти недостасува за идеално. Тоа, знаеш, она ДДВ, она сканирањено и се, добро имаш уште една точка Уште вака. една точка е така, ама не форсирам де животот е пред мене. Така, и па нека ти дај маце, изим менеджеркава да рече, ај, можеш, весне. Дава. Дава? Секогаш дава, Ајде, ама јас сум таа која што викам, не, чека, има многу поважни работи, сериозно. Не ти е таа темата, не ти врви темата. Не си тука и тоа е тоа, да ти врви натаму темата. Ќе има нешто, разбираш? А вака нема нешто. Овај Микелсен, тој да го чекаме да се остаеш до крај. Постара жена, има видов една кореографка. Не ја бива, не. Не ја бива ичне. Тој те нема видено, тој ако те види, ќе си дојде тука, ќе се глуми. Па ја мислам дека тој ќе падне во несвес. Знаеш, мислам така да, у принцип, тоа, чека да видам дали носам. Еве го мац. Ау, еве го мац, ево да го видиме, тие што не го знаат. Си го носи на срце, не? Да. До кога мислиш дека ќе трае ова? Третава светска војна? До крајот на 2020 и... Не, до пролета 2022. До пролета 2022. Сега сме пролет 2021, така? За една... Значи, за уште една година...
Па ние како што чекаме вакцини, колективен имунитет ќе стекнеме, така да Джабе ќе се вакцините. Ќе ги вратиме. мислам. Ќе ми ги дајме на посиромашните земји. Да, не, што та. Така да, тогаш. Фала ти, Весна. Ова крај, многу ми е жал што дел од ова нема да го слушнат и да го видат гледачите, но ние убаво се забавувавме со Весна и не можеш да не се забавуваш затоа што таа е извор на добра и позитивна енергија. Ти посакувам долг живот, ти посакувам маскава убаво, ти стои не ти посакувам баш да ја извадиш, ама понекогаш можеш да ја извадиш. Можам Да. точно. Знаеш како викаше Балашевиќ пред да умре, вика, и тоа е гениално. Вика, вие предходните ми забранија да бидам тука. Овие новите што добија ме заборавија. А вика, ја до последно ќе работам да имам улица за себе. Така да исто и ја. Валја ќе и мене ќе дадат некоја улица, ќе заслужам некоја улица некогаш. Па макар и да се викала господја министер. А не, треба да се вика како што е. Весна Петрушевска број 2. Или број 1, од 1 до 10, да нема, нека има цртичка. Па сега Не е проблем, але жители на град Скопје, градоначалници. Улица Весна Петрушевска број 1. Улица Кај Весна. живееш на улица Весна Петрушевска број 1? Нема кој нема да запамти. Разбираш? А ти би сакала да живееш на таа улица? И па ако умрам, како ќе живеам на таа улица? Нели на умре ни Можеш и... дадат улица? Не бре, не мора да си умрела, може и на живо да ти дадат. Ау, не, па да ме урочат и да ме умре за 6 Тоа што викаш, да. Не, регуларно бе? Регуларна смрт и после тоа Така и после улица една и ја гледам се улицата, па табла Весна Петрушевска, прекрасно. ќе ти кажам ако го направат тоа. Да речеме во Белград на Милан Младеновиќ му дадоа улица, ама после 20 години, сега да не чекаме толку. Не, па ти кајте бе, одма ќе биде тоа. Умираш и од утре дента, нова улица. Со декрет. декрет. Да. Ајде одјави ја. Ајде, што да одјавам? Емисијава. О, драги мои, ова беше нашиот муавет Саше и моето ова име е Весна Петрушевска. Вие гледавте магична сцена. И да си гледате стално. Да гледате магична сцена, да бидете магични во секој миг од вашиот живот. Да гледаат театар, да читаат книги. Па ја мислам дека тоа се подразбира. Не се подради. Гледајте, читајте, слушајте, отворете ги сите ваши сетила и бидете своји.